Почитувани граѓани, до ВМРО ДПМНЕ изминатава недела се обратија граѓани од повеќе градови во Републиката, кои забележале дека директорите на центрите за социјална работа во придружба на ново вработени лица оствариле посети во домовите на корисниците на права и услуги од доменот на социјалната заштита, што се во надлежност на центрите на социјална работа. Она што е чудно и што ги збунува корисниците, а истовремено отвара простор за алармирање од страна на ВМРО ДПМНЕ, е невообичаената практика на овој план директорите од центрите за социјална работа да вршат непосреден увид во домовите на корисниците заедно со вработени кои ниту се надлежни, ниту пак работат над предмети на кои било дискутирано за време на средбите со корисниците. Ваквото однесување на директорите и вработените во центрите на социјална работа отвара простор за силен сомнеш пред се кај корисниците на правата на услугите, зашто очевидно некој се обидел да ја потцени нивната интелигенција, манипулирајќи со прашањата кои се и повеќе од чувствителни за нив, и тоа од непосреден предизборен период. Бидејќи оваа појава е забележана масовно во периодот од 4.11.2019 година, речиси во сите општини во кои директорите на центрите за социјална работа се кадри на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се обраќаме најпрво до министерката Мила Царовска, доколку не е информирана, ја информираме, веднаш да ја стопира ваквата злоупотреба на највиталните институции за социјална заштита, кои очевидно управувани од еден центар, СДСМ, се ставиле во функција на партиски предизборни цели, што директно подлежи на кривично гонење. А доколку ова е диригирано од неа, тогаш, министерке, доста веќе си поигрувате со маката и сиромаштијата на луѓето. Веќе станува непристојно. Истовремено, да им се обратиме на директорите на центрите за социјална работа, да знаат дека веднаш по поставувањето на техничкиот министер за труд и социјална политика од редовите на најголемата опозицијска партија, нивната работа ќе биде директно испитана и секоја откриена злоупотреба на функцијата во партиски цели ќе биде санкционирана согласно законските одредби. Инаку самите корисници кои сте ги посетиле ви порачуваат дека доволно претргале за да ви поверуваат дека ќе ги избогатите со 1000 денари, дадени со себична пресметливост по принципот од еден джеб во друг. Ништо не им значат, ниту ќе им го подобрат стандардот тие 1000 денари во делот на детскиот додаток, кога им скратувате, например, на субвенциите за електрична енергија, кои наместо секој месец, сега им ги исплаќате секој 6 месеци. Не им ја поценувајте бистрината на овие луѓе, нема да ви го дадат гласот, тие добро веќе препознале што е искрена социјална грижа, а што лицемерие.